Да, на социјалните мрежи се шири нов апел за нов бојкот на маркетите овој петок, а ќе биде наречен Црн петок за маркетите. Минато неделниот покажа ефект, тоа го покажа и податуцијата на управата за јавни приходи, но на долг рок колку бојкотот може да ги помати профитните сметки на трговците. Анализираме со Татјана Тасовска од Организацијата на потрошувачи на Македонија. Добро утро и добре ни дојдовте. Успехот за бојкотот на маркетите во Хрватска доби на значење многу поголемо откако се прелеа и во поранишните ексиу држави. Кај нас поминавме дека имаме ефект, но ефектот беше многу поголем веројатно откако доби поддршка и од граѓанските здруженија, па и од политичарите. Каква порака, ајде да почнеме така, каква порака праќа на ниво на Балкан константниот повик за бојкот на маркетите? Така, значи, бојкотот можеме да кажеме дека минатиот петок и кај нас беше успешен. Секако, пораката е глас на граѓанинот. Значи, пораката е дека ние како граѓани, како потрошувачи, сепак имаме моќ, односно дека маркетите постојат за потрошувачите и дека доколку не се пазари во маркетите, тогаш и нивниот профит нема да биде нити голем, нити било каков, бидејќи потрошувачот е тој кој што треба да влезе во маркетот и да купи одредени производи. На овој начин им се дава јасен сигнал на трговците дека помалку претераа со покачување на цените и дека граѓаните практично веќе им е доста од тоа да секој ден како влегуваат во маркетот наидуваат исти производ со покачена цена и дека ова е практично глас на граѓаните. Бизнес секторот треба да се поттикне да ги намали цените на производите со овие бојкоти. Според УЈП на 31 јануари прометот на 8 најголеми ланци на маркети паднал за 46,59% во споредба со претходниот петок. Но затоа во саботата имаме пораст на прометот за 11%. Прашањето е дали вакви иницијативи на краток рок се потрошувачки успех. Еве, ако ги земеме тука и замрзнувањето на цени сега, попустите кои што се даваат, акциите, граѓаните велат, значи можело. Практично можеме да кажеме дека се успех и покрај тоа што нели е намален профитот, па во саботата се покачил профитот, сепак секако ние како граѓани, како потрошувачи мора да купиме прехранбени производи, тоа е нешто што е основно, секој човек мора да го набави, меѓутоа сепак сигналот е даден и дека не спиеме. Дека како потрошувачи сепак можеме нешто да направиме со тоа, бидејќи еве како што веќе споменавте, во многу маркети има замрзнати цени, сега бизнес секторот нели е општествено одговорен, па сам ги намалува цените, има многу акции по маркетите со кои што производите на вистина и мислам дека тоа и ги поттикна граѓаните. Јас во еден од нашите маркети во саботата не можев да најдам месо, бидејќи беше намалено и нормално, нели, во тој случај граѓаните кога има навистина намалена цена се трудат да си ги обезбедат поевтини производи и да купат одредени производи. Тоа беше и причината што се зголеми профитот, бидејќи трговците веднаш излегоа со намалување на цената, па можеме да кажеме значи дека тука на вистина има големи маржи и голем профит, бидејќи трговците не би оделе секако без профит и покрај тоа што се намалени цените сепак имаат профит. Но треба да ги земеме и двата аспекти на приказната, бидејќи зависиме апсолутно едни од други, а од профитот на маркетите зависи се вкупната економија на државата. Во тој контекст, какви треба да бидат, да речеме, политиките во моментов за да се избалансира и никој да не биде во загуба? Добро, секако тука нели мора да се преземат мерки, не можеме сега нели да ги уништиме. Потребни ни се и на нас како потрошувачи, треба да влеземе во маркет и да купиме, значи треба да се најде некој баланс, да се најде соодветно, да се намалат цените согласно тоа што на вистина е, колку што чинат суровините, увозот. Знаеме дека ние во голема мера сме увозно зависна земја, дека многу производи прехранбени од увоз ни доаѓаат и секако зависи
зависиме нели од берзите, дали кафето, какаото се покачила цената, ако е покачено нормално и кај нас тоа ќе се случи. Меѓутоа сепак државата да има поголема контрола и да води повеќе сметка за тоа колку тие маржи се качуваат и колку на вистина производот би можел да чини, бидејќи во овој момент ние сме свесни дека производите се на вистина многу со високи цени прехранбените производи, дека тоа не се реалните цени, дека тоа е практично голем профит. Дека тука може да се делува и да се намали цената на маркетите, меѓутоа сметаме дека на некој начин не треба пак и ова овие граѓански иницијативи за бојкот и така натаму, па ни во политички цели да се користат. На потрошувачите не им е важно нели која политичка партија што кажала, битно е да секој потрошувач има бенефит, односно да се намалат цените на оние, не на драстично нели со тоа да се уништат трговците, туку на реалните износи кои што би можеле на некој начин и они да имаат некаков профит, бидејќи тие нели имаат вработени, имаат трошоци кои што треба да ги покријат, меѓутоа сепак да има некое ниво со кое што цените ќе бидат малку пониски. Добро, една од коментарите на социјалните мрежи, еве само ќе додадам на граѓаните, е дека се доби впечаток изминативе години пред се кога почна кризите, ковид, војната во Украина, дека кој искористи с големи цени. Така барем коментираат граѓаните и никој не може да ги заузда веќе тие цени. Се добива впечаток дека само растат од ден во ден. Сивата економија е рак на општеството, не е добро за никого, ниту за потрошувачите, ниту за трговците. Но прашањето е колку го користи овој момент со бојкот сивата економија? Искрено да ви кажам, сметам дека во делот на прехранбените производи не е многу сивата економија расширена, барем јас не можам да најдам на некои производи кои што се продаваат, да речам, на некој начин така, преку социјални мрежи или не, да, во делот на сето останато, на текстил, на некои дури технички производи така натаму, да, има портали, тоа се оние за кои што ние постојано апелираме да не се купува од нив, бидејќи пак од друга страна вие ќе купите можеби поевтин производ, меѓутоа каков е квалитетот, после немате сметка, го плаќате во готово, па и не можете да реагирате кога имате некаков проблем. Мислам дека тоа на некој начин не е добро за потрошувачите, бидејќи можете навистина да купите поевтин производ, меѓутоа можете и да изгубите, бидејќи може да добиете производ кој што не е исправен, не е тој што ви треба и потоа два пати ќе платите, бидејќи ќе мора да купите и нешто друго. Значи да, на некој начин таа сива економија сепак треба да се контролира, треба да се сузбие. Во овој момент има впечаток како да тие портали кои што се или профили, да речам, на социјалните мрежи како да се оставаат да работат и да функционираат и на тој начин им представуваат и конкуренција на трговците кои што легално работат и на онлайн трговците и на конвенционалните кои што си работат легално и си ги плаќаат на некој начин сите давачки спрема државата. Неколку пати споменавте и вие, Иване, во целиот разговор дека граѓаните со ова, меѓу другото, порачуваат дека не молчат и дека апсолутно може да прават промени, но ова се е своевидна порака во контекст на промените во пракса кои што ни се потребни, а бидејќи споменавме дека зависиме едни од други, на долг рок колку намалениот приход на маркетите би можел да се одрази на вкупната економија, бидејќи тоа значи и намалена исплата на даноци. Треба веќе споменавме тука, значи сега владата треба да направи нешто, значи треба да се направи некој баланс, треба заеднички со бизнис секторот да се договори нешто што е реална цена. Постојано најавуваат инспекциите ќе бидат на терен, ќе го контролираат законот за нефер трговски практики, ќе има казнувања, ќе има прекршоци и така натаму. Меѓутоа тоа пак оди во буџетот. Тоа на граѓаните ништо не им значи. Тоа што вие ќе го казните маркетот и тој ќе плати казна, јас како потрошувач немам ништо од тоа.
само тој ќе ја плати казната. Дали понатаму ќе се намали цената на производите, и тоа не го знаеме. Значи треба да се преземат конкретни мерки, еве да се направи една потрошувачка кошница која што е реална, да се види кои се тие производи кои што навистина ги користиме секојдневно и му требаат на секој потрошувач и треба да одвои од својот буџет за да може да го врзе месецот средства, и тие производи да имаат некакви цени, сега да ги наречам цени кои што да ќе бидат формирани со профит на маркетите, меѓутоа нема да биде тоа енормно покачен профит, туку ќе се намалат маржите, ќе бидат реални цени со кои што потрошувачите ќе можат да си ги дозволат. Но ако се враќаме години и години назад, никогаш не сме биле сведоци на намалување на цени, па тие повторно да останат. Прашањето ми е, како едно подпрашање, граѓаните може да очекуваат намалување на овие цени или едноставно само сегашно замрзнување па враќање на истото? Кои треба да бидат очекувањата на граѓаните? Го поставам прашањето бидејќи се збунети. После секоја криза во светот, регионално, било каде, цените се високи и остануваат. Ако некогаш од 10 денари леп дојдовме сега до 70, што не очекува во иднина? Ние не сме настрана од светот. Значи, кај нас е пазар на економијата. Доколку дојде до драстично зголемување на суровините на светскиот пазар, на одредени производи, секако тоа ќе се одрази и на цените кај нас. Меѓутоа, треба да се води сметка, доколку пак падне цената на суровината, во тој случај инспекциите да бидат натерани да контролираат дали сега ќе се намали цената, бидејќи кај нас ќе ја покачат еднаш, што велите, и потоа така си останува, без разлика дали цената на енергенсите се намалила, дали суровините се намалиле и така натаму, они си ги држат цените повторно на тоа високо ниво. Се надевам дека тука контролите ќе бидат навистина значени и ќе дадат ефект да се прати целата ситуација, па ако дојде до намалување на цените, во тој случај кај нас да се намали. Но хрватите, да речеме, не сопреа тука со маркетите, го проширија опфатот на услуги. Сметате дека ефектот би бил поголем ако се прошири бојкотот и на останатите услуги? Тоа е граѓанско право, значи и граѓанска иницијатива. Ако потрошувачите и граѓаните сметаат дека има и други производи и услуги кои што се со високи цени и за кои што сакаат да го кренат својот глас, тогаш секако дека ќе биде исто така ќе има некакви ефекти, бидејќи самите трговци ќе се препознаат и ќе си ги намалат цените. Ќе пазарите во петок? Не. Не, ние секако како организација на потрошувачи го поддржуваме бојкотот, граѓаните сами се организираат, но ние стоиме тука и го поддржуваме секогаш кога сметаат дека треба да го дигнат гласот. Ама реално не очекувавме ваков процент од 46% намалување. Па искрено да ви кажам, бевме малце поскептични од аспект на тоа, не очекувавме дека навистина граѓаните ќе бидат дисциплинирани и нема да купуваат, меѓутоа еве се покажа дека и ние можеме да го кренеме гласот. Ајде, можеби ќе се случи тоа овој викенд и само да не ни се повтори сапотата со зголемувањето на Знаете што, доколку трговците веднаш излезат во престрати и ги намалат многу цените, во тој случај секако Да. Благодариме за гостувањето. Благодарим. 7 часот 59 минути, време и за првото издание на вестите во рамки на Македонија наутро.